Над 150 тркачи од истокот беа дел од овогодинешното издание на Визеир Скопскиот маратон, кој по 14-ти пат се одржа во македонската престолнина. Најзастапени меѓу тркачите од истокот беа штипјани, по кои седуваат кочанчани па проби штипјани. На полумаратонската стаза од 21 км прв до целта стигна Дарио Ивановски. Секоја чест до конкуренцијата, останатите кои влегува позади мене. Знам сите ја трпевме истата мака. Јас почнав првите 4 километра со момците од Кенија, сепак они после четвртиот километар направија доста јака разлика во ритамот и тоа ми дојде релативно тешко. Не можев да го издржам, но сепак издржав да влезам прв на првото место. Мислам дека ова е петти резултат на оваа стаза од македонец најбрзан истрчан, со оглед на топлите временски услови. Тргнав за личен, кој го направив оваа година, изнесо 1:12:43, но поради топлите температури, на крај само одев за второ место, пласман. Прв на маратонската стаза од 42 километри беше кениецот Еванс Кипкемој Бивот, кој патеката ја истрча за 2 часа 14 минути и 8 секунди, претекнувајќи го својот сонародник Џон Лагат, кој до целта стигна 51 секунда подоцна. И третата позиција му припадна на кениец. Хосеа Руто Кипротич беше трет со време од 2 часа 28 минути и 58 секунди. Покрај масовното учество на тркачи од целата држава, бројни беа и подиумите на музичари, меѓу кои исто така не заостануваа настапувачи од истокот, кои ги забавуваа тркачите и публиката. Скопскиот маратон традиционално се одржува од 1998 година, а по повеќе годишен прекин е возобновен во 2007 година, од кога стана и светски познат тркачки бренд.